Почитувани, ве поздравуваме од нашата стандардна локација, просториите на организацијата Жена Делчево, и ве покануваме да го проследите првиот од планираните 5 подкасти кои што ги организира организацијата Жена Делчево, како и секогаш и овој пат на сите 5 подкасти темите се актуелни, со уште поактуелни гости кои што имаат што да кажат за конкретната тема, да информираат, но исто така и да посоветуваат. Денеска наша гостинка во организацијата Жена е нашата драга професорка по социологија во Делчевската гимназија, професорката Весна Димитровска. За неа ќе ви кажам дека учениците велат дека таа е прво наша пријателка, па потоа професорка. Драга Весна, добре дојде во организацијата Жена. Добро ве најдов. Благодарам за убавата најава. Посакувам сите да ја добиваат улогата на посакувани професори, бидејќи ние сме таму заради децата, заради учениците и доколку не чувствуваат како пријатели, тоа е дополнителен епитет за секој од нас. Да, зборуваме, кажав дека зборуваме за актуелни теми, да не ги држиме во неизвестност нашите следачи. Повторно се навраќаме на темата булинг. Би рекла, многу зборуваме за булингот, но дали нешто повеќе правиме. Но сепак, да се зборува за булингот и за еден таков, би рекла, општествен проблем е многу битно и се однесува, нели, и за јакнење на свеста, за препознавање на оваа појава, но сепак, што значи да се зборува за булингот во на средношколска возраст? Темата, за жал, е многу експлоатирана и во системските решенија на државата, меѓутоа посебно кога се зборува за булингот, секогаш најповикувани се секако училиштата, така да ете ние дел како дел од средношколскиот систем во државата, во кој што децата се во специфична возраст, каде што булингот се јавува во една специфична форма почесто, во други помалку, секако сме најповикани и прозвани дека треба да го проследиме како појава и тоа веќе се прави во последните 10 години, многу често и е доста актуелен, вграден дури во наставните содржини и во наставните ученички активности. Навистина за булингот многу се зборува. Јас со жалење ќе кажам дека е една од поексплоатираните теми во последните 5 години во нашиот средношколски училишен центар. Ние сме веќе дел од многу проекти кои што ја зафаќаат оваа тема. Јас сум координатор на проектот Безбедни училишта, кој што точно треба да стимулира позитивна училишна клима, која што е одамна дел во нашите редовни училишни програмски документи, значи имаме посебно поглавје и во документот за евалуација позитивна училишна клима, каде што секој со својата улога треба да даде допринос во негово разрешување. Кога станува збор за училишните институции, секако најповикани се представниците на стручните служби. Меѓутоа, одамна познат проблем е тоа што училишните стручни тимови многу пати повеќе се бават со административни и други прашања, отколку ставајќи го акцентот на тоа што е посебно значајно, како и на кој начин да им помогнеме и на жртвите и на насилниците во булингот. Да. Тоа е огромна грешка, ако мислиме дека само жртвите се предмет на третирање. Мислам дека многу повеќе дури во превенција треба да ставиме акцент на сторителите на булингот, на врсничкото насилство, кој што во секој случај представува една агресивна постапка, начин на однесување, кој е тежок за сите три инстанции, и за жртвата, и за насилникот, па и за самите сведоци. Да. Ние го начнавме прашањето тоа што е булинг. Како би го дефинирале булингот, но сепак кои се и најчестите форми со кои вие се соочувате? Така, неодмислива прва фаза во разобличувањето на овој облик на насилно врсничко однесување е да се разликува булингот од останатите форми на конфликтни состојби кои секојдневно се случуваат меѓу учениците. Значи, не некоја настаната ситуација на спротиставени мислења меѓу учениците треба да се третира како булинг. Тоа е прво и основно што треба да го детектираме, да го мапираме. Сепак има неколку основни компоненти преку кои тоа е препознатливо, значи појавата може да се детектира многу лесно.
Булинг не е некоја пријателска расправија или адолесцентна шега меѓу младите, или задиркање, или направена повреда без причина, без тактика, без цел, без стратегија, туку кога се констатира подолготрајно, намерно и континуирано насочување на агресивно однесување кон одредено лице со цел, со намера да се повреди, да се понижи, да се омаловажи, да се намали неговата самодоверба, да се доведе личноста во една стресна ситуација, бидејќи тоа е сепак многу ранлив и тежок период адолесцентен низ кој поминуваат, тука веќе не треба да молчи никој, нели? Иако многу тешко се охрабруваат се уште добар дел од учениците да зборуваат и да ги пријават ваквите насилни начини. Имате ли кај вас случаи на пријавување? Случаите на пријавување постепено доживуваат некоја тенденција на пораст, обелоденување, меѓутоа, за жал и оние кои што сега се пријавуваат, после навлегувањето во суштината на проблемот произлегува дека се многу подолготрајни, а за секој еден таков проблем знаеме кој има психосоцијална природа и последица, колку повеќе трае, толку повеќе време треба за да може да се најде и негова разрешница. Најверојатно пријавувањето е одредено поради стравот од уште поголемо малтретирање, од црнување на жртвата, страв дека нема кој да се справи, дека нема од кого да добијат поддршка, каде што многу често лошото настапување и на некои од институциите и на самите родители во семејството ги одбива децата да зборуваат за овој проблем. Ја би сакала дали може, спомнавте пред малку, да се постави некоја граница меѓу шега и булинг. Апсолутно, тоа ми беше целта да кажам дека една шега која е составен дел на секојдневните пребирања кај учениците, бидејќи тие таму се најдолг период во текот на денот, едни со други, е многу поедноставна состојба и многу полесна, која е далеку различна, нели, од нешто што може да се нарече булинг. Најчесто пријавувањето доаѓа кога жртвата веќе е под толкава тензичност да не може повеќе да се справи со проблемот, па дури и настануваат и состојби во кои што ученикот одбива да доаѓа на училиште, сакајќи да се спаси од тие непријатни ситуации. И тука веќе апсолутно првите чекори што се прават е пријавувањето, нели, кај класни раководители, кај стручни служби, директор, евентуално може да биде друго лице од доверба. Значи, класните часови, сите советодавни содржини кои што можат да се понудат и во одредена група на предмети, ево како што се на часови по социологија, по етика и така натаму, треба да ги наведат лицата како и на кој начин треба да го споделат, бидејќи знаеме дека секој проблем споделен со некој веќе половина е решен и веднаш се забележува олеснување кај самата жртва, која понатаму нели се отвара, разговара и состојбата е веќе сосема изменета. Да. Ајде да почнеме од почеток, да би рекла, да зборуваме за причините и за последиците. Кои се најчестите причини за ова врсничко насилство? Тековно проблемите се класифицираат во различни форми. Ете, тука мислам дека има потреба да се спомнат почестите форми на булинг, на врсничко насилство кои се затекуваат во училиштата. Значи, првично се почнува најверојатно со некаква вербална навреда. Значи, вербалната врсничка агресивност е првиот чекор кој што отвара понатаму и потешки форми. Многу често се детектира лесно, бидејќи се повторуваат зборовите кои што се примени и упатени. Понатаму, потешка форма на насилство представува нормално физичкото насилство, кое што во средошколските години е многу помало отколку во основните училишта. Тоа го покажуваат сите статистички податоци и истражувања. Евентуално психоемоционалното, кое што е многу потешко препознатливо, многу тешко се разоткрива и докажува, меѓутоа остава најдлабоки и суштински траги, особено во возраста на адолесценцијата. Значи, млад човек кој што и онака е многу кршлив, многу кревка личност, многу чувствителна, психоемоционално многу ранлива, многу малку треба, можеби понекогаш крив поглед или гримаса или било каква несоодветна тактика употребена против него и упатена, да ја доживее толку тешко и трагично, што врз него остава можеби трајни последици на повлекување, чувство на игнорираност, изоставеност, отфрленост
и се тоа понатаму не ни треба многу пати да се побара помош и од стручни служби, затоа имаме соработка со центрите за социјална работа. Ево веќе влегуваме како училиште во еден нов проект за ментално здравје на учениците, што сметам дека ќе даде огромен допринос во борбата против насилството или булингот и евентуално во поново време, бидејќи живееме во една модерна епока, не можеме да го изоставиме проблемот со сајбер насилството. Значи, повеќето од случаите во поново време точно припаѓаат во таа категорија на сајбер насилство, каде што децата преку навредливи зборови, содржини, фотографии и други форми кои ги користат на платформите на интернет, значи може да направат толкаво срушување на една млада личност, која што многу често завршува дури и со барање за напуштање и излегување од оваа училишна средина. Зошто тоа се случува? Кои се причините? Причините за појавата на ваквите различни форми на булинг или врстничко насилство најчесто мораме да ги бараме многу порано, отколку во периодот во кој што ги доживуваат младите. Не случајно во психологијата одамна е кажано дека детството е таткото на личноста, значи тоа е првиот период, таа така наречена примарна социализација, каде што најчесто треба да се вратиме назад што детето се има преживувано, што се останало во таа негова подсвест и што е тоа што сега кај него ги провоцира тие комплекси или таа комплексна природа, намалена самодоверба, несигурност, неактивност, значи нешто што мора да се третира со поврзувањето во животот во раната возраст. Доколку тоа не е нешто предвидено, значи и санирано на време, сега е многу поизразено и многу потешко може да се превенираат тие причини. Лошите услови и семејните односи во многу средини придонесуваат децата да научат да не знаат како да се однесуваат, а уште помалку како да се справат во една ваква ситуација. Денеска, за жал, се среќаваме со многобројни случаи во кои што децата растат во неубава семејна средина, лоша семејна клима, непотполни семејства поради миграции или од други причини отсуство на еден од родителите, така да недостатокот на обостраната љубов, на поддршката и јакнењето на самодовербата од најрана возраст, кај одредени деца провоцира желба и начин, они не знаат поинаку отколку агресивно да се справуваат во секојдневната комуникација и интеракција со другите. Зборуваме за одредени групи. Дали има одредени групи кои што се почесто мета на насилство? Да, категорија на деца кои се најчесто во улога на жртви се точно деца во кои што немат доволна сила, енергија, во кои што би можеле на својот асертивен начин да се справат со проблемот и најчесто прават повлекување во себе и тоа уште толку им дава простор и можност на насилниците да во континуитет и тезично се однесуваат према нив, а една од најлошите ситуации што го покажале и сите истражувања на наши на терен во други држави, ето ги спомнам тука и Норвешка, Англија, Холандија, кои што премногу работат на оваа проблематика, поради големиот булинг што често се случува во училиштата, за жал имаме деца кои што завршуваат и со обиди за самоубиства и самоубиства, и то процентите воопшто не се за занемарување. За да не дозволиме да дојде до такви екстремни случаи, значи како да превенираме, да ги препознаваме децата кои што во училиштето веќе доаѓаат неподготвени како да се справат со таквите насилни ситуации. Мислам дека во овој момент не можеме да ги земеме и сите субкултурни карактеристики и трендови кај младите во поглед на користење на наркотични средства, алкохолизирано однесување, изфрустрираност поради преголема доза на примање на информации, перцепции и слики од она што го гледаат по интернет, па да не речем и целата филмска индустрија во просек доминираат насилни агресивни постапки, така да сите тие фактори и причини се доволно присутни во секојдневниот модерен стил и начин на живот кај младата популација, за да предизвикаат преголема доза на такво врстничко насилство. Да запознавме како влијае булингот врз жртвите. Значи, да, булингот врз жртвите влијае психоемоционално најлошо во возраста на адолесценцијата, а многу често се случува поради и физички престрелки и пресветки во училиштето или надвор од него, која е почеста појава. Најверојатно тука почнуваат, иницираат, а потоа ги договараат понекогаш тепачките во наводници за на отворено и надвор од училиштето, сметајќи дека тука реперкусиите и казните ќе бидат поблаги. Најверојатно исцрпуваат
целокупната енергија од една личност која што покасно може како состојба да се одрази во неговиот подоцнежен развој во зрелата возраст или во тресирањето на неговата професионална идна кариера, како и активност на секаков друг план во животот. Значи, препознавањето на жртвите, нивното откривање, исто така многу често упатува на неминовна соработка со родителите. Родителите и нивниот правилен приод кон проблемот на детето е многу битен. Дали ќе го придобие или уште толку ќе го одбие и ќе го истравматизира, многу често парлајќи ја вината врз самите нив. И реков повторно дека и родителите на насилниците имаат уште поголема. Да, би сакала сега да зборувам и за другата страна. Да. Нели, за што се случува со учениците, што се сторители на булинг. Учениците што се сторители најчесто првично, како и секој друг обвинет општо во животот, прво проба да ја отфрлат вината од себе, несвесни колку лошо прават со тоа што не ја бараат стручната помош и самите тие. Морам да кажам дека голем процент од жртвите, и тоа е податок од некои статистички проучувања, најчесто и насилниците некогаш биле жртви, дали во поранешното детство, дали во пубертетот или можеби сега во овој период во кој што тоа тие го прават, и како рефлексија на тоа повторно се навраќаат на исти начин да возвратат сега посилниот врз послабиот. Оваа хиерархија е многу честа, бидејќи точно детектира дека децата кои што се јавуваат во улога на насилници не можеме да ги обелодениме како некакви сторители со социјални индикатори кои се разликуваат по материјално богатство, значи социјалното потекло многу малку игра улога. Ова покажува дека воспитната компонента и условите во семејството и начинот на кој што научиле да реагираат и да се разбираат со другите е пресуден отколку сите други индикатори кои што ги определуваат како посебна група со која што исто така треба да се работи толку многу колку што и со самите жртви. Да го заокружиме овој дел од разговорот со едно прашање: колку често учениците пријавуваат врсничко насилство кај вас на училиштето? Пријавувањето на врсничкото насилство конкретно во нашето училиште од пред неколку години, кога станавме дел од проектот Безбедни училишта, ги има сите можни начини како тоа би го направиле, дури под услов да бидат анонимни, бидејќи тоа е првото нешто што го бара жртвата кога го пријавува случајот, и е нормално за да биде заштитена, да биде охрабрена, за да може да се превземе и со неа да се работи. Значи имаме посебно сандаче за поплаки, во кој што без име и презиме, значи со дискреција може да остават за случајот запис. Имаме отворени телефони од две одговорни лица, едно од тие сум и јас, во кој што може да пријават случај на било која форма на врсничко насилство или булинг. Имаме веќе препораки за постапување по одредено упатство, кое што во 20 на страници детално го има разработено процесот како треба да тече во случај на забележена состојба и пријавен случај на булинг или врсничко насилство, и нормално она што треба да се прави и се прави. Веќе ние многу пати сме биле дел од училиштата на кој што била спроведувана обука не само кај учениците, работилници поврзани со врсничкото насилство, туку да бидат доволно остручени и обучени самите наставници, бидејќи тука е првиот чекор. Добро обучен и спретен наставник може да стави стоп на проблемот без тој да стаса дури понекогаш и кај стручните служби, кај повисоките инстанции, а да не зборуваме за вклучување на институциите од локалната заедница. Јас би апелирала до сите кои што еве ќе имаат можност да го слушаат овој подкаст, нека ова биде еден охрабрувачки чекор дека денеска институциите во целост се спремни, сите со заеднички сили, овој интердисциплинарен проблем да го ставиме барем под контрола, ако не можеме да го разрешиме, бидејќи тоа е навистина проблематика со која што се соочува целото човештво. За жал, во 21 век премногу сме очевидци на насилство од секаков вид, а мислам дека краен момент кога на тоа треба да се стави крај, тоа е училиштата средина во која што децата треба да понесат позитивна енергија, позитивни искуства, да се доживуваат како креативни, идни, бредни граѓани на оваа држава или на ова општество. Не случајно Ерих Фром рекол: во здраво општество се градат здрави луѓе, во болно општество градиме и негуваме болна популација, што не смееме да дозволиме да добиеме таков епитет.
училиштето игра голема улога во создавањето здрави генерации и здрава иднина на едно општество. Вие спомнавте дека имате протоколи во училиштето, како постапувате кога е пријавен булинг и која е вашата улога еве како професорка по социологија? Нешто начнавте и претходно, Така, да, не само јас и не по содржините по предметот социологија, туку и во делот на тренирање на животни вештини. Имаме прирачник кој што секој класен раководител би требало да ја отпочне оваа процедура и тоа е многу добра превенција за да се намали бројот на действија дефинирани како булинг. Значи треба овие часови да се користат максимално кај децата да се тренираат вештини во кои што ќе вршат собствена самопроценка на собствената личност, ќе прават свот анализа на своите карактеристики, па да се направи анализа на сите тие добиени резултати од таквите работни игри или вежби кои што во целост ги отвараат понекогаш и учениците кои што никогаш не би зборувале за таква проблематика. Така да мислам дека нашата улога е преголема и преодговорна, бидејќи секој во училиштето го праќа своето најдрагоцено нешто, тоа е неговото дете, за кое што сигурно посакува најздрава училишна клима и најбезбедна училишна средина, во која што ќе може доволно да комуницира и да врши интеракции кои ќе водат во позитивна насока. Најголема грешка е што секогаш и кај децата многу пати се забележува тргнувајќи од нивните негативни и лоши карактеристики, што е најпогрешен начин во воспоставувањето на комуникацијата со нив, бидејќи докажано е дека дури во еден серијски убиец има нешто добро и позитивно, а да не зборуваме за деца кои што денеска се толку креативни, толку идеативни, толку надоградени, што многу пати треба и може да вршат и ресоциализација и тие врз нас. Да. Колку е важна соработката меѓу наставниците, родителите и учениците за решавање на проблемот? Мислам дека ова е клучно прашање. Клучно прашање, тој училишен триаголник кој што е поставен многу одамна во рамките на педагогијата, сме свесни сите дека проблемот полесно се решава кога соработката и комуникацијата со родителите е воспоставена во доволна форма. Презафатеност и преангажираност на одредена структура на родители понекогаш одбива од она што е најбитно, сопоставувајќи го духовното богатство што треба да го посвети на едно дете, ставајќи акцент на материјалното, многу пати води во погрешен правец. Сметам дека редовните родителски состаноци кои што се одвиваат во сите училишта не се доволна мерка или алка со кој што тој триаголник треба да се држи во една стабилна форма. Не велам дека нема одговорни родители, па дури да се територијално оддалечени од местото на живење и од нивните деца кои што одлично ја одигруваат нивната улога. Меѓутоа, клучниот момент е сепак во родителското воспитување и во она што ќе биде остварено во тој примарен дел од социализацијата, како понатаму децата ќе реагираат на сите други фактори или агенции на тој социализаторски процес. Раното препознавање на било каква промена кај сопственото дете, затоа што булингот многу пати ги повлекува во нивните качиња во домот, немајќи со кого да споделат било каков проблем, па дури таков кога е врзан со врсничко насилство, така да имајќи ја во предвид целокупната нивна структура на личност и целосно познавање, следење, пратење, првото перцепирање на промени во апетит, психосоматски промени, да не зборувам за физички промени, скршени предмети во домот, одбивање на желбата да оди на училиште, постојано негодување, многу често несоница, повлеченост, многу нисок степен интерес за комуникација и така натаму, треба да ги отворат портите на семејството кон училиштето, да се поврзат, да ги соединат ставовите и мислењата и заеднички нели во борбата против она непосакувано агресивно однесување, да го замениме со едно асертивно однесување со почит, со емпатичност, нешто што го прави секој посигурен и покреативен граѓанин не само во училиштето, кој и во целокупната заедница. Да. Што вие како професорка би им порачале на учениците кои што се соочуваат со булинг? Јас би им порачала дека сите треба да научат дека насилството не е ниту начин на комуникација, ниту начин на реакција. Ширете љубов за да примате љубов, бидете добри, емпатични, морални, чувствителни и тоа е она што секогаш ќе не води напред во една посветла, во една покреативна заедница, каква што најверојатно сите посакуваме. Да. А што би кажале
Што би порачале на тие кои што несвесно може би учествуваат во некои се сторители? Многу често несвесното учествување и сторување на булинг или врсничко насилство е уште по-таинствен и уште поголем проблем, кој многу тешко се детектира, бидејќи самата личност не е свесна што во моментот прави. И исто на оние кои што се обидуваат да дадат некаква соодветна помош, се во најлоша ситуација кога и самата личност не е свесна, па не е ни виновна, би рекла, за тоа што го прави. Затоа ние сме возрастните, дева улога на воспитувачи, наставници и сите други инстанции, значи секој од своја улога и од своја позиција која ќе препознае недолично и несоодветно однесување, некој треба да реагира. Значи, реагирајте, зборувајте, мапирајте, и да не останеме само на една дисеминација на тоа што се случува околу нас, што сите ние преживуваме од ваквите агресивни и насилни постапки, туку да можеме во секоја наредна една ваква емисија или подкаст или во било каква форма да се пофалиме со огромен број на успеси и резултати, бидејќи младите тоа од нас најверојатно и го очекуваат. За крај би ве запрашала како можеме сите да придонесеме за по-безбедно и по-емпатично училиште? По-безбедно и по-емпатично училиште не се раѓа во старт, тоа такво се прави. Во одреден до друг временски период може да се забележат одредени осцилации во формирањето на училиштата и безбедносната клима во училиштата. Тоа зависи и од самиот субјективен фактор, но зависи и од огромен број на протоколи и правни процедури кои што треба да ги почитуваме, не дека ги немаме, значи како и многу други законски прописи, значи постојат веќе такви акти, постојат такви документи. Еве, многумина од граѓаните дури не се запознаени за сите такви можни институции до кои можат да реагираат, дури ако во случај училиштето не даде соодветно решение на проблемот. Јас би истакнала за една појака улога на еден совет кој што своевремено во нашиот град одлично функционираше. Тоа е локален совет за превенција. Јас сум била дел од тој локален совет, сме разрешувале многу такви ситуации во училиштето и надвор од него, бидејќи проблемите кои почнуваат во училиштето најчесто завршуваат во самата заедница. Најверојатно еве сега и со истакнатата улога на народен ученички правобранител кој го бираме во училиштето од годинава, учество на учениците во рамките на највисоките инстанции и структури училишен одбор, имаме представници од учениците, имаме представници од родителите, така да училиштето ми се чини дека и протоколарно и системски располага со сите можни инструменти и начини како би можело во иднина полесно да се справи и да каже крај на булингот или на врсничкото насилство. Значи, булингот не е моќ, булингот е слабост. Благодарам, драга Весна, за овај инспиративен разговор на оваа доста актуелна тема. Почитувани, тука некаде би бил крајот на овој наш прв подкаст кој што го организира организацијата Жена во рамките на проектот за јакнување на правната писменост на жените во руралните и маргинализираните заедници во Делчево, поддржан од фондацијата Квина Тил Квина. Благодарам за вниманието.